Денеска во Средното општинско училиште Гоша Викентиев се спроведе PISA тестирање за средношколците со цел да се види докаде е квалитетот на образованието во Македонија на државно ниво. Во општина Кочани покрај Средното училиште Гоша Викентиев вакво тестирање се одржа и во гимназијата Љупчо Сантов. Деновиве во Република Македонија се реализира PISA тестирање. Тоа е програма за интернационално оценување на учениците, се спроведува од 2000 година наваму. Оваа година се опфатени 70 земји од целиот свет. Во Република Македонија ќе бидат селектирани 30 средни училишта. Тоа се оценувања, односно еден вид на тестови кои што служат за анализа на наученото и анализа на образовниот систем, за тоа колку учениците научиле да учат во текот на своето школување. 1520 ученика, мислам дека е бројката на ученици кои што ќе бидат подложени на ова тестирање. Тестирањето не е за оценка, туку е само од научна точка за рангирање на образовните системи на ниво на целиот свет, односно на ниво на овие 70 земји кои што се опфатени во ова PISA тестирање. И тоа ќе значи дека по завршувањето ќе имаме ситуација во која што ќе можеме да знаеме отприлика каков е квалитетот на образовниот систем во Македонија споредено со овие други 70 држави во нашиот град. Двете училишта, двете средни училишта и Гоша Викентиев и Љупчо Сантов ќе бидат во овие училишта ќе биде организирано и реализирано ова тестирање. Наставниците беа на обука, односно во секој училиште има училишен координатор, тие беа на обука, има училишни тестатори, по 50 ученика отприлика во секое училиште ќе бидат тестирани. Ова тестирање всушност е интернационално и се спроведува во 70 земји во светот, а во Република Македонија се опфатени 30 средни училишта. Од секое училиште ќе полагаат по 50 ученика, а на ниво на Македонија ќе полагаат вкупно 1520 ученика од средните училишта.